би сакал на јавноста да соопштам некои детали околу инкамингот или дојдовниот туризам во Република Македонија. Периодот од мај оваа година започна чартерите од Холандија, од најголемите светски туроператори или туроператорите од овие земји. Потоа во јуни месец почна и чартерите од Белгија преку Томас Кук, најголемиот светски туроператор. И исто така преку Израел, Аркија Флај ги почна своите чартер летови кон Охрид. Исто така имаме автобуски чартер групи оваа година и тие се во полн ек. Имаме туристи кои што доаѓаат од нашето соседство, од нашиот регион, меѓутоа и од земјите од далечниот исток. Би сакал да кажам дека за време на работните средби кои што беа организирани во Холандија, во Амстердам оваа година, се подпиша нови 3-годишни договори за 2017, 18 и 19. Помеѓу Корендон Холандија туроператорот Фибула Травел како нивен партнер во Македонија и хотелиерите на Охридско-Струшката ривиера. Во овие специфични околности, овие подпишани договори навистина имаат огромно значење, бидејќи наредниот период, тоест наредните 3 години ќе имаме нови 25.000 туристи од оваа земја. Останатите туроператори исто така го најавија своето доаѓање и подпишување на договорите за наредните години. Благодарение сега на овие чартер летови или чартер автобуски, да кажам, линии кои што одат низ цела Македонија, нели, а посебно Охрид и Струга, се јавува и потребата за подобрување на условите во туризмот. Ние би навеле некои од нив кои што мислиме дека се приоритетни. Спречувањето на нелојалната конкуренција и нападното нудење на тури екскурзии од страна на човек агенции кои што нудат сомнителни понуди на туристите. Ова би можело да се надмине со заедничка координирана проверка на инспекцијски служби на терен и делувањето на Министерството за внатрешни работи на местата каде што гравитираат туристите, а тоа се плоштадите, шеталиштата, хотелите. Овде мислам претежно на Охрид, Струга, меѓутоа тоа е се зачестена појава и во Скопје. Како друга работа се јавува потребата од квалификуван работен кадар со познавање на јазиците од каде што доаѓаат овие туристи. Пред се мислам тука на холандскиот јазик. Би сугерирале воведување на факултативен јазик или пилот програми во средните туристички училишта и факултетите за туризам. Посебно таму каде што гравитираат овие туристи од овие земји. И како последна работа, преку медиумите неодамна дознавме за проектот за изградба на автопатот Гостивар-Кичево. Мислиме дека идејата би била од големо значење и би требало да биде приоритетна. И мислиме дека би требало да се почне веднаш кон реализација на истата, зашто целосното поврзување на Охрид и Скопје како најголеми туристички места во Македонија би било од големо значење за туризмот и економијата воопшто. Исто така, како еден од приоритетите, би сугерирале на темелно реновирање и проширување на патниот правец Гостивар-Маврово-Дебар, кој би допринел за развојот на банскиот, здравствениот, екотуризмот, зимскиот туризам и така натаму. За жал, ова година 2016 имаме поскромна понуда. Јас после ќе образложам зошто. Во овој момент можам да ви кажам каде летуваат македонските туристи и каде се повеќе концентрирани. Еве би почнал со Турција. Значи, во Македонија имаме главни 3 организатори на патување или туроператори, да ги кажеме.
би почнал со Фибула, кој што во Турција ова година има повеќе од 50 чартери, почнувајќи од јуни, јули, август и септември. Чартерите се со поголема бројка на седишта, некаде од прилика ви може сами да пресметате пута 189, некои со 170, АСА туроператорот има за Турција 24 летови и Евросава 24 летови. Некои од тие агенции се здружени со други агенции, но јас ги сега напоменувам само главните носители или организаторите на патувањата. Освен редовните линии за Турција, чартер линии, имаме многу туристи кои идат за Турција со редовни линии, како што е Туркиш и Пегасос. И исто така чартер автобуси, кои што повеќе се ориентирани или гравитираат на една друга зона, тоа е во Кушадаси, Мармарис и Бодрум, таму повеќе одат автобуски тури. Од местата кои се застапени во Турција, тоа е повеќе Анталија, и тоа Кемер, Сиде, Лара, Аланија, Белеки, да не ги набројувам. Автобусите повеќе одат во на другата зона, кај што е, рековме, Кушадаси, Чешме, Фетије, Мармарис и така натаму и така натаму. Сигурно вие после ќе прашате каква е ситуацијата во Турција, но после ќе го оставиме за подпрашање. Во делот на Грција, можеме да кажеме дека 50%, јас не знам бројки, никој не може да знае таа бројка, но отприлика нашите туристи летуваат во Грција во најразлични смештени капацитети, почнувајќи од апартмани, хотели од пониска категорија 2, 3 и 4 звезди кои се земаат во фиксен закуп, кампови и така натаму и така натаму. Имаме податок дека многу наши туристи си закупуваат и сами на годишно ниво своји апартмани или своите приколки ги носат таму. Така да бројката на наши туристи кои летуваат таму е огромна и поради фактот што е многу блиску, тие одат и за време да чак и на викендите. Кога ќе се појави статистички податок колку туристи наши ја посетиле Грција, тоа значи многу излегување. Фактички секој петок, сабота, недела Грција и посебно северниот дел е полн со наши туристи. Од чартерите богата програма ова година има АСА со Крит, 11 чартери, директен лет од Скопје до Хераклион, и Шпанија со Визер, каде што двајца туроператори имаат закупено подреден број на смештени капацитети и плюс можеме да кажеме дека одат и на редовни линии во Шпанија. Шпанија ова година доста атрактивна. Од другите земји кои гравитираат околу нас и доста се посетени, тоа е Албанија. Збориме со автобуси, не со чартер линии, Бугарија, Црна Гора и Хрватска. Да кажеме, јас и преска почнав, реков дека ова година повеќе сме сиромаси поради фактот што неколку дестинации се избегнати ова година намерно за да ги работиме. Тоа е Тунис, знаеме поради исламската држава, нели, што се дешава таму, таа арапска пролет. Хургада, за жал, ова година не ја ставивме на програма. Шарм, Јордан, Акаба и Сицилија ова година избегнавме, можеби поради фактот што ова година се скапи цените, русите навалија таму повеќе во Европа и цените се многу високи, така да ова година ни еден од нашите македонски туроператори нема закуп во Сицилија или Сардинија. Од ексклузивните дестинации можеме да кажеме дека патуваат, но многу мал број на туристи. Таа бројка не ја знаеме, али мал број. Од ексклузивните дестинации се нуди секоја година Малдиви, Бали, Тајланд, Куба, Доминикана, Сејшали и така натаму и така натаму. И да туристи, но тоа е многу мал број кој што може по некој пат и да ги изброиме и на прсти. Имено според податоците на Државниот завод за статистика,
во периодот јануари-април 2016 година во Македонија престојувале 172.684 туристи, што е за 14,4% поголем број туристи споредено со истиот период лани. Во делот на домашни туристи, растот е 17,9%, јануари-април 2016 споредено со истиот период лани, а во делот на странски туристи растот е 12,5%. Во делот на ноќевањата имаме исто така раст на бројот на ноќевањата за 18,6% вкупно, но она што е за поздравување или она бројка што треба да се забележи е големиот раст на ноќевање на домашни туристи. Имено во периодот јануари-април 2016 година, споредено со истиот период лани, ако бројот на домашни туристи пораснал за 17,9%, бројот на ноќевање на домашни туристи има пораст од 27,7%. Споредено со статистиката од вкупниот број туристи што се евидентирани во овој период што го споменуваме, најголем процент од туристите престојувале во Скопје. Зашто е тоа така? Затоа што Скопје во одреден период наназад е една од двете најпосетувани дестинации во Македонија на годишно ниво. Во периодот јануари-април тоа е најпосетено место, за разлика од езерскиот туризам, затоа што станува збор за првите 4 месеци од годината и очекувано ќе биде дека по изминување на летните одмори оваа слика ќе претрпи одредени корекции. Се разбира, езерскиот туризам е секогаш оној кој е најдоминантен во вкупниот број на туристи и ноќевања во текот на цела година. Што се однесува до тоа од каде се доаѓаат странски туристи, можеме да кажеме дека има повеќе од 60 дестинации во светот од каде што доаѓаат туристи во Македонија, но 5 земји од каде доминантно доаѓаат туристи, тоа е Турција на прво место, Србија, Грција, Бугарија и Албанија, и иста е подреденоста и според бројот на ноќевањата. Најмногу ноќевања оствариле исто така турските туристи, втори се туристите од Србија, па Грција, Бугарија и Албанија.